Следите дневник на К3. Добар ден. 80% од домаќинствата во општина Крива Паланка се обезбедени со угревно дрво за предстојната грејна сезона. Доставата од подрачното шумско стопанство Осогово согласно барањата се врши од почеток на година. Цената на дрвата е непроменета од минатата година. Дел од кривопаланичките домаќинства и овој септември побрза во набавка на угревно дрво за предстојната грејна сезона. Населението во најголем процент се топли на дрва, бидејќи, како што вела, тоа е најисплатливата опција и во текот на децениите се навикнале на тој дел од зимското секојдневие. Што се греам на дрва, да. Дали обезбедивте дрва? Да, обезбедено е, да. Да, обезбедено. Дали е висока цената? Па така си е со години, не е висока, да. А колку кубици ви се потребни за едно домаќинство? Па од 6 до 9. На струја. Дали е исплатливо? Па за мене сега за сега добре е. Колку месеци го се гревате домаќинството? Па бајдинти многу. Па 5-6 месеци. Па, Предпоставувам и готвите на струја? Да. И готвење и ова Колку се движат околу сметки? 4-4,5. Струја. На дрво. Дали обезбедивте дрва Да, за следната сезона? Колку кубици ви се потребни? 6. Дали е скапа висока цената сега? Мислим, реално. А дали е исплатливо, бидејќи во зимскиот период и се готви на шпорот? Абе, попрљаво е. Прљаво е, може да се Грее. Да, дрва. Дали обезбедивте дрва за следната Па обезбедиме со 30-40 илјади мора да обезбедиш. А колку кубици ви се потребни за една Па сезона? до 13 кубика. Дали е исплатливо, бидејќи нели на оган се готви? Абе не е исплативо, ама мораш кад немаш што друго мора, струјата па и она скуба и така. Ја имам мој дрва, корија, така да дрва 6-7-8 кубика троши, Значи за едно домаќинство. заедно. Од подрачната единица при јавното предпријатие Македонски шуми Осогово Крива Паланка вела дека периодов е намалена побарувачката на дрва, со оглед дека од почетокот на годината се доставуваат дрва согласно поднесените барања, така што 80% од населението веќе се снабдени. Снабдени се и поголемиот дел од правните лица. Во пресред на грејната сезона во Крива Паланка населението скоро 80% и повеќе се снабдени со дрва и останува уште помала количина која планираме да ја доставиме до 15 октомври. Значи до 15 октомври сите граѓани на Крива Паланка ќе бидат снабдени со дрва. Побарувањата сега више се по помал обем, бидејќи од нова година имавме план за набавка на граѓанството со дрва. По тој план си работиме, се доставува апликации. Како се доставува апликации за дрва, така и дрвата беа доставувани до крајните потрошувачи. Исто така се снабдени и правните лица со дрва. Цената на огревното дрво е иста како и претходната година. Метар просторен буково дрво се продава по цена од 2371 динар, 1860 динари за метар просторен сеченици, додека баграмовото дрво се продава по цена од 2453 динари по метар просторен. Привршува бербата на доцните земјоделски култури во поширокиот Кумановски регион. Кај дел од културите поради лошите временски услови просечните приноси се пониски во однос на претходните години. Надлежните ветуваат навреме да заврши бербата поради добрите временски услови во овој период од годината. Привршува бербата на доцните земјоделски култури во поширокиот Кумановски регион, информираа денеска надлежните од подрачната единица на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство. Ние располагаме со некои податоци во нашата подрачна единица. Можам да ви набројам и да ви кажам кои се следливи. Значи пченката до сега е ожнеја на 20%, сончогледот 100%, суровиот тутун исто 90%, значи не е се уште завршено. Добиточниот грашок исто е 100% завршен, граорот е 100%.
Земјоделците ја привршуваат бербата на зелката и келјот од површина од приближно 300 хектари, од кои се очекува производство од над 1500 тони. Приносите од компирот се очекуваат повеќе од 13.400, пиперот над 17.600, додека приносите од доматот над 6.500 тони. Земјоделците речиси целосно ја завршиле бербата на овесот, фуражни тапченка, добиточниот грашок, детелина, краставица, грашок, како и на индустрискиот пипер и детелина. Жнењето и берењето на овие култури, значи за сега е во добра состојба, значи немаме поголеми некои проблеми околу временските услови, па понатаму ќе видиме што и како ќе се одвиваат сите берби. Инаку приносите, споредено со претходните години, се пониски поради лошите временски услови кои го зафатија регионот, како и поради сушата, која што пак влијаеше на квалитетот на родот. Во рамки на националната кампања за адаптација на земјоделството кон климатските промени во земјава во Крива Паланка се одржа промотивен настан од информативен и советодавен карактер наменет за земјоделците, земјоделските здруженија и за пошироката јавност. Земјоделците, земјоделските здруженија, како и пошироката јавност во Крива Паланка имаа можност да се информираат како до оптимално земјоделско производство и покрај негативните климатски промени преку бесплатните промотивни материјали кои им беа поделени во рамки на настанот, дел од караванот на националната кампања за адаптација на земјоделството кон климатските промени во земјава. Кампањата ја реализираат Центарот за еколошка демократија Флорозон од Скопје во соработка со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на Република Македонија во рамки на проектот Локална акција за глобална климатска адаптација, кој е финансиски поддржан од амбасадата на Сојузна Република Германија во Скопје. Настанот освен информативна ќе има и советодавна улога, а има за цел граѓаните да се запознаат со начините како практично да ги надминат ризиците и проблемите од климатските промени како најголема закана за земјоделското производство, истакна Кирил Ристовски, председател на Флорозон. Промотивниот настан е во рамки на националната кампања за адаптација на македонското земјоделство кон климатските промени и има за цел да ја запознае пошироката јавност и пред се земјоделската заедница за негативните ефекти и последиците од климатските промени врз развојот на земјоделството. Имајќи предвид дека земјоделството е една од носичките економски гранки во земјите во развој, а е извор на приход на многу семејства во Кривопаланачко, ваквите информации се добре дојдени. По промотивниот настан пред општинската зграда, караванот продолжи со директни средби со местните жители во селата. Кампањата има покрај информативна, има и советодавна улога. Од централното подречје на Крива Паланка, караванот ќе продолжи кон руралните средини и околните села, каде што поголемиот дел од земјоделската заедница живее. Ќе оствариме непосреден контакт со нив со цел да го оцениме степенот на познавање на областа климатски промени и земјоделство. И секако значи ќе му кажеме на потенцијалните можности или шанси за да извршат адаптација на нивното земјоделско производство кон климатските промени. Настанот ваков тип ќе се одржи во Куманово на 3 октомври. Со поставување на габиони комплетно е завршена санацијата на свлечиштето на патниот правец од Крива Паланка кон село Дурачка река. Средства за решавање на овој проблем се обезбедени од буџетот на општината. Целосно е завршена санацијата на свлечиштето во населеното место Маневци на патниот правец кон село Дурачка река. По долго време се правени испитувања на теренот во консултација со надлежните служби, а по стабилизирањето на земјиштето се премина на решавање на овој проблем со поставување габиони, пошто патот е расчистен и безбеден за сообраќај, информираат надлежните. А ова го саниравме со габиони, значи на потег од околу 130 и нешто метри се поставени габиони, поставени се во 2, 3, 4 реда, габиони 2 на метар, а некаде околу 205-210 габиони се поставени се на се и сметам дека ова
беше единственото решение и според тоа и како ни беше сугерирано од страна на стручни лица, единственото решение кое можеше да се направи. Средства за решавање на овој проблем се обезбедени од буџетот на општината. Жителите се доволни што имаат чист и прооден пат и одстраната опасноста од нови одрони. Направено, значи, се глам, а напред многу опасност даваше. Вие тука живеете? Да, одма оваа куќа. И се ќе добро, свака час. Беа куќите настрадани, викаше ќе се иселјуват. Путот е сак за мерак, убав е. Направена измислена работа, а беше у крај. Путот, значи, многу беше лош. Значи нема опасност од свлечишта повторно? Повторно ќе нема. Инаку, поради свлечиштото на патот кон Силостанци, пробиен е нов функционален пат од другата страна на реката, додека не се пронајде комплетно решение за санација на свлечиштето. Активностите за доизградба на така наречена пазарска патека во ливата страна на кеот во Криварика се во полник. Овој дел кој е продолжение на првично изградената патека ќе се протега до познатиот така наречен Виолетов мост и ќе ги надополни содржините за рекреација во мајор коритото на реката. Со силен интензитет се работи на изградбата на пазарската патека лоцирана на левата страна по течението на Крива река. Овој дел кој е продолжение на првично изградената патека ќе се протега до познатиот Виолетов мост и ќе ги надополни содржините за рекреација во мајор коритото на Крива река. Изградбата отпочна пред една седмица, а градежните активности се одвиваат со забрзано темпо. Веќе се асфалтирани 100 метри од патеката од вкупно 450, а заврши и асфалтирањето на мостот во вид на свод, лоциран на вливот на Дурачка во Крива река зад основното општинско училиште Јоаким Крчовски. Според надлежните, проектот за изградба на пазарската патека, која првично се протегаше од паркот до градскиот пазар во должина од 250 метри, на големо задоволство на одговорните наишол на позитивни критики кај граѓаните. Поради рестартувањето на гужвата на главната улица и можноста патеката да се користи најмногу во саботите кога во општината е пазарен ден. Поради ова, како што истакнаа од локалната самоуправа, издвоени се 1,6 милиони денари за доизградба на патеката, која со првичниот дел ќе биде со вкупна должина од околу 700 метри. Представува и функционално решение за побезбедно минување на граѓаните, како и создавање нова рекреативна зона во централното градско подрачје во кеот на Крива река. Долж предвидената траса на патеката се поставени канделабри, а по изградбата предвидено е поставување на клупи за одмор и рекреација, како и реквизити за забава на помладите. Целиот простор ќе биде хортикултурно уреден, за што е задолжен секторот паркови и зеленило на јавното претпријатие Комуналец од Крива Паланка. Со представата Име во изведба на театар комедија од Скопје вчера вечер во Кумановскиот центар за култура Трајко Прокупиев започна 19-тиот меѓународен фестивал Денови на комедија 2016. На годинишнава манифестација која ќе трае до 15 октомври ќе учествуваат 13 театри, од кои 9 од Македонија и 4 од соседните држави Србија, Бугарија и Косово. Со представата Име во изведба на актерската екипа од театар комедија од Скопје во Куманово беше отворено 19-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија. Фестивалот е во организација на Центарот за култура Трајко Прокопиев со поддршка на Министерството за култура. Публиката во првата половина од месец октомври традиционално ќе има можност да ужива во вкупно 13 театарски представи, од кои 9 од Македонија и 4 од соседните земји, и тоа Србија, Бугарија и Косово. Изборот на представите ветува голем интерес кај публиката, сметаат одговорните. Изборот на представите ветува дека ќе има голем интерес кај публиката и според ова што го видовме денеска се надеваме на иста посетеност во текот на целиот фестивал. Кумановската публика, еве како што гледате и сами, здушно го поддржува фестивалот и е присутна на сите представи, што значи дека фестивалот се го положил испитот и на времето и станал една потреба не само за као фестивал, туку као потреба на кумановската публика за релаксација во овие вакви времиња во кои што живееме. Посетителите се доволни од годинишниот богат и квалитетен репертоар на манифестацијата.
Ги разгледав представите, очекувам дека ќе биде добра годинава. Лани имав можност само една да погледам, меѓутоа годинава ќе погледам повеќе. Се надевам дека ќе има добри представи. Ми изгледаат добри. Секоја година. Ама буквално секоја година. И скоро сите представи ги гледаме, освен ако имаме некоја обврска, инаку ги чекаме, да ви кажам, со душа, затоа што јас сум професор по литература, па така што ова е за мене една духовна храна плюс. Оваа понуда оваа година мислам дека ќе ги задоволи моите критериуми и се надевам на добра забава. Одам секоја година на по една, 2, 3, 4, 5 представи на колку можам. Ми се допаѓа многу фестивалот. Следни на програмата се представите Хамлет од Горно Дупени на гостите од Прилепскиот театар Војдан Чернодрински и представата Границата на власта во изведба на гостите од Косово. Влезниците се по цена од 100 динари. Денеска во Кумановското село Бајловце по 8 пат се одржа манифестацијата Бајловски средби 2016. Програмата ја збогатија културно-уметничките друштва Ѓоко Симуновски, Срма, Српски вес и ансамблот Кратовски тамбураши. Настанот е во организација на Сдруженијето на граѓани Козјачија во срцето со покровителство на градоначалникот на Старо Нагоричане. И годинава во рамки на манифестацијата се одржаа спортски игри, избори на најдобра баница и традиционална бајловска свадба. Изминатите 3 дена музеј на град Кратово беше домаќин на 5-тиот меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови. Настанот е во организација на Македонското етнолошко друштво на кој што учествуваа етнолози и документаристи од 15 држави. Меѓународниот фестивал на етнолошки документарни филмови се одржа под покровителство на Агенцијата за филм на Република Македонија и локалната самоуправа на општина Кратово. Музеј на град Кратово по 5-ти пат на едно место ја собра елитата на етнолози и документаристи од Бугарија, Полска, Германија, Тајланд, Хрватска, Македонија, САД, Велика Британија, Чешка, Швајцарија, Италија, Индија, Русија и Србија. Фестивалот започна во петок со предавањето на Мартин Грубер и панел дискусија на тема состојбата со визуелната антропологија во Германија. Тридневната богата фестивалска програма опфати панел дискусии, предавања и проекции на филмови од областа на етнологијата од државите на представниците. Фестивалот беше заокружен со предавањето на Владимир Боцев и панел дискусија на тема состојба со визуелната антропологија во Македонија. Стравот е нормална човечка емоција која се јавува кај секој од нас. Сепак кај некои луѓе оваа емоција е поизразена и често пати им предизвикува проблеми во животот. Стравот има многу облици, но без разлика од што се плашите, најважното нешто за соочување со вашите стравови е да станете свесни за следното. Стравот не е рационална реакција, тоа е само емоција која доаѓа од нашиот ум, а не од нешто што е надвор од нас. Два етиолошки фактори на причинители кои што денеска се главни во однос на стресот или кои што доведуваат до една фрустрирачка состојба кај човекот се стравот и болката, и тие се главни промотори на стресот и на сето она што ние како луѓе денеска се соочуваме. Секој предизвик е следен од нив. Начинот на кој ние би предизвикале амортизирање е преку соодветна терапија. До сега тоа го правиме преку употреба на таблети, преку повеќе сон, преку физички вежби и релаксација, преку вежби за дишење, преку јога или преку и други техники кои што се познати. Меѓутоа, најдобро справување со овие два круцијални елемента кои што го воведуваат човекот на темната страна во неговиот живот е енергијата која што можеме да си ја подигнеме само со проширување на свесност. А тоа можеме да го сториме само доколку работиме на себе, вложуваме во себе и вложуваме во својот внатрешен развој или така наречена индивидуација. Постојат многу причини за страв кои што не воведуваат во таква состојба. Има страв од успех, страв од неуспех. Меѓутоа, сите тие кои ќе се погледнат од одреден аспект, тие овозможуваат кај човекот разбудување на неговата темна страна, која предизвикува соодветна фрустрација, неможност за негова реализација. Потоа доаѓа до предизвикување на егото кај човекот и анализа и комперативност кој што овозможува кај секој човек да се анализира себе или некој друг, да се споредува секогаш на сопствена штета. И таквиот начин на анализа и компарација не води кон соодветна сетилна перцепција и соодветна терапија кој што доаѓа од тој аспект, а тоа е реакцијата. Основна работа да се делува превентивно е човекот да биде свесен. Значи, неопходно е проширување на свесност. Тоа значи да се вградат механизмите на свесноста во карактерот на човекот, а тоа се соочување, прифаќање,
препуштање или предавање на чувството, а не на други, свесен избор, преземање на одговорноста и последното е припаѓање. Значи, ова се механизми кои секој човек мора да ги вгради во карактерот, за да може да ја имплементира, да ја разбуди и да ја вгради љубовта во својот живот. Несвесното станува свесно само кога во него ќе вградиме чувство. Стравовите поставуваат граници во нашиот ум, не спречуваат да се обидеме, да напредуваме, да успееме. Тргнете во борба против стравот и не дозволувајте да победи. Вие сте многу посилни од него. Загина тракторист во несреќа која се случила во село Тромеѓа. Несреќата се случила при обид за стартување на тракторот, при што 59-годишниот ЦП бил прегазен. На граничниот премин Табановце на излез од Македонија од страна на царински службеници патничко моторно возило со албански национални узнаки. Под возачкото и со возачкото седиште биле пронајдени 28,5 килограми марихуана. Вкупно 40,4% сметаа дека ВМРО-ДПМН би победила на предстојните парламентарни избори, додека за СДСМ се 15,6%, за ДОИ 7,7%, а за ДПА 2,2%. ВМРО-ДПМН е пред СДСМ во однос на останатите прашања, покажува последната анкета на Институтот Павел Шатев. Речиси 53% од граѓаните сметаа дека ВМРО-ДПМН би направила повеќе за економскиот напредок на Македонија од најголемата опозицијска партија СДСМ. Повеќе од двојно помалку, односно 25,4% сметаа дека тоа е СДСМ. Ова го покажуваат резултатите од анкетата на Институтот Павел Шатев. Според 48,5% владеачката партија има подобра програма и подобар политички кадар од опозицијската. Според 49,1% ВМРО-ДПМН подобро би се справила со безбедноста во државата во однос на СДСМ, која за ова прашање добила поддршка 25,7% од граѓани. Резултатите покажуваат и дека ВМРО-ДПМН според 62,7% од испитаниците повеќе држи до дениот збор од СДСМ 19,2%. Според анкетата од политичарите, најголема доверба кај граѓаните има Никола Груевски 28,2%, а по него се Зоран Заев со 8,8%, Али Ахмети 5,5% и Миндух Тачи 2,8%. Неопределени по ова прашање се 18,4% од граѓаните, а за ниту еден се изјасниле 30,6%. Вкупно 40,4% сметаа дека ВМРО-ДПМН би победила на предстојните парламентарни избори, додека за СДСМ се 15,6%, за ДОИ 7,7%, а за ДПА 2,2%. Телефонската анкета е спроведена и на 1260 испитаници во 6 изборни единици за, како што наведува Институтот, да се измери поддршката на граѓаните кон политичките партии и политичките лидери во земјава. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го одржува 20-тиот конгрес на партијата. Говорите и обраќањата во првиот дел од конгресот ќе бидат отворени за медиумите јавноста, па ќе следува затворен работен дел, а конгресот повторно ќе биде отворен за јавноста кога повторно ќе се обрати председателот на СДСМ Зоран Заев, објавувајќи ги заклучоците и одлуките на делегатите. Овој конгрес ќе биде програмски, односно делегатите треба да ја усвојат изборната програма на партијата за предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. Жителите на Унгарија гласаа на референдум на кој се изјаснуваат за обврзувачки квоти на Европската Унија за прифаќање мигранти. 2 жртви при бомбардирање на болница во Алепо. Жителите на Унгарија гласаат на референдумот чие прашање гласи: дали се согласувате со тоа Европската Унија да може да воведе обврзувачко населување неунгарски жители во Унгарија дури без одобрение на парламентот. За да биде важечки референдумот мора да гласаат најмалку 50% плюс 1 од вкупно 8,27 милиони гласачи. Голем број аналитичари се со став дека граѓаните ќе ги отфрлат квотите, а на таков исход се надева и премиерот Виктор Орбан. Минатата година низ Унгарија минале речиси 400.000 мигранти кои продолжиле кон Западна Европа.
Руските воени авиони и владините сириски поддржувачи продолжуваат со воздушните напади на областите во Алепо, кои се под контрола на сепаратистите, обидувајќи се да воспостават контрола над градот. Најголемата болница во Алепо била бомбардирана 2 пати во ист ден, при што се гинале 2 лица, а 13 се повредени. Во меѓувреме, Русија ги услови Соединетите американски држави да не ги напаѓаат сириските владини сили, што би довело до страшни тектонски последици не само во Сирија, туку и во целиот регион. Велика Британија ќе го активира членот 50 од договорот од Лисабон до крајот на март 2017, со што и официјално ќе го почне излегувањето од Европската Унија, изјави британската премиерка Тереза Меј. Со тоа ќе биде покренат 2-годишниот процес на излегување на земјата од ЕУ. Меј подготвува предлог закон за враќање наназад на 44 години превласт на законите на Европската Унија. Со овој документ сите постојни закони на Брисел ќе бидат пренесени во статутарните книги на парламентот. Процесот исто така ќе наложува претениците рачно да ги проверуваат законите и да одлучуваат кој да го сачуваат, а кој да го отфрлат. Процес што може да трае со децении. Сериозната посветеност кон одцепувањето од Европската Унија е префрашителен чекор на Меј, откако стапи на функцијата во јули, иако тоа не беше неочекувано. Најмалку 90 луѓе се повредени во експлозија на газ во кафејана во шпанскиот град Вилес Малага на југот во државата. 5 мина се со тешки повреди, соопшти службата за вонредни ситуации на регионот Андалузија. Експлозијата се случила вчера вечер во 19 часот по локално време во мал град што е популарна туристичка дестинација во шпанската покрајна Андалузија. 57 луѓе од повредените се префрлени во локалната болница, а 33 се во локални клиники каде им се санираат повредите. Ракометарките на Вардар остварија значајна победа од 33-28 на гостувањето во Куманово за прв првенствен пораз на домашните. Вардар успеа да победи со 33-28 во дуелот трето коло во најквалитетното македонско друштво, за прв загубен надпревар за Куманово во првенството досега. Првиот дел го реши дуелот, Кумановки дозволија предност на Вардар, може подобро да се представат во одбраната. Вардар на полувреме победа со 20-10. Вториот дел го одбележа далеку подобро издање на Кумановки, беа поефикасни, намалувајќи го водството на 5 погодоци. Лошо почнавме со надпреварот, секако со мал одмор во второто полувреме дадовме се од себе за да ја намалиме таа разлика. Многу ми е мило пред се што улегна и помладите ракометарки и имаа минутажа. Секако ова ни е прв пораз на домашен терен и се надевам дека ќе го надминеме и во понеделник ќе почнеме со подготовки за следниот надпревар со Металург. Значи добро се спремивме за оваа утакмица, бидејќи знаеме дека на овој терен секогаш е тешко да се победи. Па затоа не се спремивме добро и дојдовме спремни за да победиме тука и сериозно си ја свативме работата. Ни пружаа добар напор девојките, меѓутоа сепак со добра игра успеавме да победиме. За Кумановки нарасположена беше Александра Боризовска со 9 голови, а по 5 постигнаа Викторија Пеовски и Бранкица Марковиќ. Вардар го предводеше Наташа Нолевска, надпреварот го одбележа со 10 погодоци, додека Теодора Керамичиева успеа да реализира 7 голови. Одлично издание понуди голманката на Кумановки Ивана Дичковиќ со 10 одбрани. Куманово е со ефект од 2 победи и пораз во шампионатот, во следното коло ќе се обиде да слави кај гевгеличанки. Ракометарите на Вардар ја забележаа втората победа во Лигата на шампионите откако во саботата го совладаа Мишков Брест 31-27. Алекс Душебаев и Вуко Борозан со 9, односно 7 голови ги предводеа вардарци до победата. Вардар не блескаше против Мешков Брест, одигра добро само во периодот од 30 до 50 минута, но ги имаше Душебаев и Борозан кои беа незаслужни за победата. Белорусите лесно реализираа,
а во дефанзивата го имаа голманот Мијатовиќ, кој во првиот дел одбрани 2 седмерца и имаше неколку добри одбрани. Доволно Мешков 2 пати да има предност од 3 гола. Кај Вардар расположено делуваше само Душебаев, кој постигна 5 голови во првиот дел. Во финишот на првото полувреме, Борозан доби шанса, на брзина постигна 2 гола, а Вардар ја стигна предноста на противникот. Одбраната на македонскиот шампион профункционира во вториот дел. Серијата од 7-2 во првите 10 минути го најави победникот на овој меч. Рутински Вардар ја одржуваше таа предност. Душебаев со 9 и Борозан со 7 гола го предводеа Вардар, а кај Мешков Брест најефикасен беше Стојковиќ со 8 гола. Вардар во третото коло гостува во Целј. Металург загуби во Прешов од Татран 27-22 во второто коло во Ц групата во Лигата на шампионите. Голманот Бразник со 10 интервенции и Хрстка со 7 голови го предводеа Татран, додека кај Металург најдобар беше голманот Арсич со 12 интервенции, стрелците ги предводеа Драгаш со 5 и Талески со 4 гола. Металург во третото коло ќе гостува кај Чеховски Медведи. Машката ракометна екипа на Куманово по успешно завршените подготовки тргна со надпреварите во домашното првенство. Во рамки на првата лига избраниците на Љубиша Димковски отвараат сезоната против екипата на Ринија. На иницијатива на фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово однеудамна стартуваше фудбалската Кумановска детска лига на која ќе се надпреваруваат повеќе генерации. Учество ќе земаат 24 клуба од Кумановскиот регион. Главниот иницијатор фудбалскиот клуб Евроспорт истакна дека оваа лига има за цел да вклучи што повеќе клубови од градот во надпреварите. Во текот на наредните месеци учество ќе земаат повеќе генерации или вкупно 24 клуба. К3 телевизија разговараше со дел од учесниците кои истакнаа дека ова ќе биде одлична можност за афирмација на младите фудбалери, потенцијални асови на кумановскиот и македонскиот фудбал. Сега имаме две генерации, ова 2007, 8 и 9 и 2004 и 5 во две категории, а лигата е во три категории, 2006, но ние немаме 2006, така да мислам дека се во се од ова само може да има корист сите екипи без разлика на тоа какви се амбиции, например, некој да нема, да кажеме, претерано да од овие деца се бара сега резултат. Битно е фудбалот да го засакаат и да сватат која е поентата на фудбалот. Членот на Башкими Нухи Авниу ја поздравува ова иницијатива која ќе придонесе за зближување на младите таленти. Господин Нухио, еве како што гледаме, стартуваше така наречената Кумановска детска лига, која треба да представува на некој начин база за фудбалот во Куманово наредните години. Како вие го оценувате овој потек на фудбалскиот клуб Евроспорт? Значи, овој потек не само на клубот Евроспорт Куманово, туку и на сите други екипи кои учествуваат во оваа лига е за поздравување. Оти тука гледаме иднина на кумановскиот спорт, всушност фудбалот. Ова е една прекрасна идеја, бидејќи родителите можат од децава да ги видат од блиску како тие напредуваат и како се вклопени во сето ова дружење, би се рекло, повеќе него некој си надпреварувачки карактер. Ова на некој начин покрај фудбалот, мотото на ова лига треба да представува и вклучување на децата во спортот како здрава навика во животот. Јас ќе изговорам една реченица која поука, значи спортот е огледало на човековата душа. Значи преку спортот ние постигнуваме многу цели. Пред се дружење, значи тука спаѓа мултиетничко дружење, има екипи од Липковската општина, од Кумановската општина, има децата се дружат, досега е феноменално, се организација тече се поред и се надевам дека вака ќе продолжиме. Очекувањето се дека во најскоро време од ова надпреварување ќе се профилираат одреден број на таленти низ многобројните мечеви кои ќе се одржуваат на терените на фудбалскиот клуб Евроспорт. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност и јужен ветер. Кон крајот на денот во западните делови ќе има зголемување на облачноста со услови за локален дожд.
Тоа беше се што подготвивме за овој дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. До тогаш имајте пријатно попладне.